Советите ќе ги менуваат буџетите, ребаланси се закажани речиси во сите општини, па следува период на промена на ставките по кои ќе се трошат народните пари. Ние ова година собравме во одделени буџетски приходи малку повеќе средства и навистина се потрудивме тие буџетски средства рационално да ги скрустиме во делот на инфраструктурата. Значи го зголемивме делот на инфраструктурните проекти за 30 милиона денари. Ова значи дека со овие средства ќе реализираме нови улици, патишта кои некои беа предвидени, некои ги зголемивме во програмата, што значи дека ќе решиме уште некој инфраструктурен проблем на граѓаните на општина Кочани. Највисока сума за ребаланс има во општина Карбинци, каде треба да се обезбеди учество за реализација на 8 проекти. Нова збор за 76 милиони денари, кој што ќе треба да биде проширен основниот буџет. Ова разлика се јавува врз основа на 4 проекти кои што ги добивме во изминатиот период. Две мерки се од платежната агенција по мерките 321, 322 и една мерка преку Источнопланскиот регион кој што треба да партиципираме со 3 милиона и 600 илјади денари кофинансирање, тоа е ДДВ-тот. Исто така имавме добиено 2 проекти од Бирото за регионален рамномерен развој и овие проекти треба да бидат имплементирани во буџетот на општина Карбинци. За прв пат по повеќе од 15 години општина Пробиштип има 50% реализација на буџетот за половина година. Високата реализација значи и многу завршена работа, па потребата од менување на буџетот овде допрва ќе се анализира. Се прават анализи дали општина Пробиштип ќе прави ребаланс со оглед на тоа дека на шестомесечниот извештај од страна на општината, односно одделението за финансии, покажува дека општината има над 50% реализација на буџетот за 2019 година, што можам да кажам во изминатите 10 на 15 години е прв ваков случај да има ваква висока реализација. Ребаланс на буџет вообичаено се прави кога општините добиле вонреден приход или треба да реализираат проект за кој не предвиделе или предвиделе помалку пари. Секоја општина има право да направи ребаланс на буџетот најмногу 3 пати во годината.